Одлуката на Советот на општината за преименување на улицата Маршал Тито во ВМРО во кочанската јавност предизвика најразлични мислења и коментари. Од крајно спротивставувачки, преку оние кои се рамнодушни, па се до граѓани кои се согласуваат со постапката. Новинарски впечаток од контактите во јавноста е дека мислењата на граѓаните се поделени, но сепак главно превладуваат оние кои сметаат оти не морало да се брза со оваа постапка. Бурна дискусија за предлогот со кој две улици во централното градско подречје наместо досегашните добија нови имиња, имаше и на седницата на Советот на која се одлучуваше за ова прашање. Во овој осумаголник ќе ги слушнеме спротивставените ставови на двајца советници, меѓу кои се водеше најжестоката дискусија на седницата: Марија Ананиева, која го даде предлогот за преименување, и Сашко Стефановски, кој цврсто стоеше на ставот дека не треба да има промени. Ананиева, како дојде предлогот улицата Маршал Тито во централното градско подречје на Кочани да биде преименувана во ВМРО? Тоа беше лично ваш предлог? Да, сосема спонтано на Комисијата за култура и образование, на која што имавме една единствена точка именување на улици во град Кочани, кој што веќе има бројчени обележја. Меѓутоа, предлогот ВМРО беше даден од моја страна уште пред 5 или до 6 месеци, не се сеќавам точно на периодот, кога требаше да се дадат предлози за именување на улици. Тоа беше мој личен предлог, тој помина тогаш. И со самото тоа што мојот предлог не се најде на овие улици, и јас сосема спонтано сакав, како ВМРО, дел од историјата на македонската историја, која што како револуционерна организација длабоко ќе обележи во нашата македонска историја, сакав една од улиците, централни, Кејски улици, да го носи ова име, по моје мислење, сосема заслужено. Јас жалам што многу нервоза и емоции се внесоа и непотребни дискусии кои што се симна на сосема ниско ниво, по моје мислење, и остана многу недоречености околу оваа тема, и затоа јас сум должна на граѓаните на општина Кочани да им објаснам дека ова е мој предлог, моје лично мислење, и сосема цврсто стојам за тоа и не се согласувам со изјавите на моите колеги советници дека јас пишувам нова историја, дека јас ја менувам историјата или бришам нешто од историјата. Не, сосема спротивно. Јас само сакам да биде испочитуван секој дел од нашата македонска историја. Затоа што ако се навратиме малку наназад, сите сме сведоци дека по самостојувањето на Република Македонија не имавме централна одлука за промена на многу имиња на училишта, плоштади, па дури и на градови. Ако се сеќавате, ние веќе не го имаме Титов Велес, го имаме Велес. Многу училишта, училиштето Никола Карев беше Моша Пијаде, училиштето во Оризари беше Маршал Тито, сега е Крсте Петков Мисирков. Тоа не беше мој предлог, тоа беше одлука на централна влада. Со цел да се што повеќе елементи од нашата македонска историја внесат во самосталноста на нашата држава. Токму тие побуди, јас и сакав овде една од Кејските улици да го носи името на внатрешно македонската револуционерна организација, која што има длабок белег, сите ќе се сложите во нашата историја. За да биде испочитуван секој дел, не дека ја бришам историјата или дека јас измислувам нова историја, ако се завртиме и ако погледнеме, многу од улиците во градот Кочани и многу институции носат се уште имиња од периодот кој што внесе многу емоции помеѓу моите колеги, од периодот на народно-ослободителната борба или од периодот на Маршалот Тито. Значи, самата улица спроти мене се Кејска улица, најголема, се вика Кеј на револуцијата. Позади мене улицата беше Маршал Тито. За да биде испочитуван секој дел од нашата историја, моје мислење беше, кога веќе едната Кејска улица го носи обележите од НОП, другата Кејска улица да го носи обележите од револуционерната организација на Македонија. Добро, можеше да се слушнат кулуарски мислење, би рекол, во Советот, дека вам овој предлог ви е наложен, дека не е оригинално лично ваш. Јас не знам на кој му е идејата дека ми е наложен. Значи, како може мене некој да ми наложи? Јас сум македонец и ја почитувам македонската историја од секој период, и затоа јас и во моето излагање на Совет, колку што можеше тоа да се види, колку што можат граѓаните тоа да го видат, јас реков дека јас не дека сум против личноста и делото
на луѓето кои што ги носат овие имиња. Само сакам да биде испочитуван и уште еден дел од нашата историја. И не сум против тоа да има улица Маршал Тито. Јас лично ќе поддржам предлог за било која улица да биде Маршал Тито. Ама за да се испочитува паралелно делот од нашата историја, моето лично размислување беше едната улица да се вика Кејна револуција, другата улица да се вика ВМРО. Имаше ли координација во партијата? Какво беа мислењата таму? Па во нашата партија секогаш секој има право, демократско право да си го каже своето мислење. Јас го поделив на координација пред Совет, тие го поддржа и рекоа тоа е во ред, затоа што јас веќе тоа беше минато на мојот предлог, го ставив на комисија, ме поддржа мојот колега, нормално, на координација мина сосема во ред и само не знам зошто толку многу емоции и нервоза се внесе во целата оваа ситуација и се направи еден непотребна фама од лични навреди, од припакување и така натаму. Бевте ли свесни дека кога ќе го дадете овој предлог ќе има негодување во јавноста и дека ќе има и спротивни мислења кои што ќе стигнат и до вас? Да, нормално. Секој има право на собствено размислување, не значи дека јас најправилно размислувам или колегите мои најправилно. Тоа е советот, да се ние овде си ги челичиме своите ставови, да си негодуваме, да се препокуваме. Ви пречи ли лично дел од историјата во која што Македонија живеела 50-тина, 60-тина години? Никако, во никој случај. Нема потреба да ми пречи, тоа е дел од мене, тоа е дел од сите нас. И никако не ми пречи, нема потреба да ми пречи. Јас сум учела во училиштето Маршал Тито. И како што еден од моите колеги рече, улицата Маршал Тито секогаш ќе остане улица Маршал Тито и за мене училиштето во кое учев секогаш ќе остане Маршал Тито. Тоа е дел од мене. Беа споменати можности при промена некоја идна на власта локална овде во Кочани, повторно да бидат вратени имињата. Можно ли е такво нешто и што би сториле во тој случај? Како би реагирале? Па исто како што и сега. Ќе си го бранам мојот став. Значи, мојот став е за испочитување на сите личности и организации и действија од секој период на македонската историја. Немам ништо апсолутно против маршалот или против делот таа историја како што сакаше некој тоа да го наметне на Совет. Не, само сакам да биде паралелно испочитуван и овој дел од македонската историја. Да биде спомната револуционерната организација и да носи една Кејска улица нејзино име. Тоа беше моето размислување. Имаше обвинување дека правите ваков предлог давате од идеолошки побуди. Може ли така да се? Па јас не знам како тоа да го сватам, затоа што дел од моите колеги со нивните излагања рекоа дека не е тоа идеолошки, дека и тие се дел од таа историја, дека и тие се македонци, дека и тие поддржуваат таа историја, а потоа се рече дека тоа е идеолошки. Овде нема никаква идеологија. Овде има поддржување на еден огромен дел на нашата македонска историја. Сметате ли дека промената не се прави во еден малку чувствителен период кога, ете би рекол, опозицијата и позицијата на државно ниво немаат никаков контакт, не разговараат за битни прашања и во момент кога, ете, би рекол, чувствителен од аспект на тоа дека нема меѓусебни комуникации за да се објаснат работите. Зошто мислите дека е чувствителен период? Значи јас не предложив улицата да се вика ВМРО ДПМН за да партиски влегувам во чувствата на луѓето. Значи ВМРО е организација која што действувала за доброто, за самосталноста на државата, на сите нас. Значи и во моето излагање кажав дека идејата на ВМРО ДПМН е била самостојна држава Република Македонија по принципот на парламентарните убедувања на Запад, каде што ќе се негува и креира социјалната политика на државата. Тоа е денес, ова ние што го имаме. Така, кој беше побудата токму Маршал Тито да биде променета, а не спротивната Кејна револуција која што Па ништо тенденциозно, значи. Ако веќе имаме Кејна револуција, ќе имаме ВМРО, нема да имаме Гоце Делчев. По паралелноста на улиците, така ми дојде предлогот. Тоа е моето мислење. Така, во наредниот период да има промена и на нови улици по овој пример, да дадат ваши колеги, би рекол, и од двете партии, без разлика на која партија и припаѓа. Па јас не можам да одговорам во името на сите, меѓутоа
Еве јас можам само да кажам дека јас ќе го поддржам предлогот за да не мисле јавноста дека јас тенденциозно го менувам името Маршал Тито и дека не сакам да носи улица Маршал Тито, било која улица што ќе ја предложат да го носи името Маршал Тито, јас ќе го поддржам. И сега да не заборавиме дека дојде предлог од вас исто така и уште една улица да биде променето името, Иван Серафимов во Петровденска. Која беше овде па причината? Причината овде затоа што улицата Иван Серафимов, тоа е крушарскиот стариот крушарски сокак и мене од секогаш ми беше симптоматично уште кога ги анализирам претходните совети, зошто тогаш една улица централна во градот, една улица со добро име, 22 октомври, тоа тогаш беше денот на ослободување на градот Кочани, улица која што се наоѓа исто така во централното градско подрачје. Зошто тогаш имаше потреба да се замени со еден настан кој што го обележуваше нашиот град, да се замени со име на личност. Јас само сакав да го вратам тежината на името на улицата. Значи, ако не е 22 октомври, нека биде Петровденска. А Иван Серафимов да си добие улица, еве некоја од новите улици можеше да го добие името Иван Серафимов. По тие причини. Зошто токму Петровденска? Затоа што е патрон на градот Кочани. Петровден и сите го славиме. И тоа е обележение на нашиот град. Имаше обвинување дека не сте компетентна да дадете на ваков предлог да се промени име на улица. Како го коментирате тоа? Јас тој во мојата реплика на колегата од кого стигна оваа критика, му го образложив на советот. Не случајно, јас се наоѓам во Комисија за образование, култура и спорт, затоа што јас, помеѓу другото, сум и професор по деленска настава и мислам дека моето место е сосема, спрема моето образование, таму и припаѓам. Не сум јас само здравствен работник, помеѓу тоа што сум дипломирана медицинска сестра, сум и дипломиран професор по деленска настава. Ако јас моето место не го најдов меѓу образованието, а го најдов во здравството, се чувствувам сосема компетентна и подкована и во овој дел, така да не држи вода неговото размислување и мислам дека критиките кои што доаѓа од страна на колегите сосема беа неиздржени и некоректни спрема мојата личност пред се. Меѓутоа, секој си има право на своје размислување и на своји. Очекувате ли поддршка од гласачкото тело, они кои што гласале за вас, дека ќе се согласат со предлогот? Па, не да очекувам, него јас сум сосема сигурна. Затоа што тоа се мои гласачи кои што верувале во мене и во програмите на мојата партија, така да мислам дека нема потреба од никаква нервоза помеѓу колегите, дека јас излегов од дворот на мојот татко. Не, јас не излегов од дворот на мојот татко. Јас доаѓам како представник во Советот од најголемиот месен комитет во градот Кочани. Нивната поддршка максимално ја имам, така да не ме загрижува тоа. Еве го и мислењето на дел од граѓаните кои беа анкетирани во врска со менувањето на името на улицата Маршал Тито. Во ВМРО, што мислите вие за тоа? Не е уред. Зошто? Тоа не е уред. Што и смета името? Името што и смета, ја не знам. И јас сум ВМРО-ец од 91 година, али тоа не е уред што го прават. И што ќе мислам срце, не знам, ја таа работа му излатна. Не е добро, значи улицата ако си е Маршал Тито, треба да остане Маршал Тито. Зашо да биде ВМРО? Тогава ќе го ставиме било какво име. Мора ли ВМРО да биде? Треба да се остане Маршал Тито како што е. Секоја власт си носи нешто ново. И тоа Маршал Тито е така ставено, некојаш проименета е улицата, била е друго име, па сега е Маршал Тито, сега вие исто од Маршал Тито, друго име ќе става. Тоа си нормално, времето си носи свое. Нови работи. Кои ќе дојдат другите генерации, па тие друго ќе прават. Тука не треба никој да се лути. Тоа е минато време. Нека остане Маршал Тито, како што е. Да нема промени. Што има да мислам? Ни за тие, ни за тие. Стефановски, зошто реагиравте на предлогот улицата Маршал Тито да нејзиното име да биде променето во ВМРО? Па, како што реков во една од претходните седници, една белја не е белја. Повеќе бели се белја. Овде нашата реакција, пред се и мојата и на нашата група од опозиција, беше по повеќе основи.
Значи тука фактички во оваа реакција, во овој проблем има повеќе проблеми. Да одиме со ред. Првата забелешка поради која баравме повлекување на оваа точка од дневен ред е во процедурата. Значи овде не знам намерно или случајно не е запазена процедурата за одржување на комисиските седници и на седницата на Советот на општина, затоа што за работата на Комисијата за култура имавме вкупно една точка на дневен ред, која гласи определување имиња на улици во градот Кочани. Значи само една точка. Што значи да се определат имиња на улици? Тоа значи улиците кои што се со шифри, односно со бројки, да добијат своје име. Во склопот на оваа точка се дадени предлози за преименување на улици. И сето тоа е влезено како заклучок. Значи не може во точка за определување на улици да се дава предлози за преименување на улици. Тоа како прво и прво е друга точка, посебна точка. А таква точка нема на дневниот ред. Ако погледнете убаво, еве во документот, односно извештајот од записникот на Комисијата за култура, убаво ќе видите дека таму пишува дека е тоа извештај од работата на Комисијата за култура, која што расправала само по една точка на дневниот ред, определување имиња на улици. По констатацијата од председателот на комисијата дека има форум, дека може да се отвори расправа, нели? Значи не е променет дневниот ред, по истата точка предлагачот советничката Марија Ананиева дава предлог за преименување на улица. Значи дали ме разбирате? Сакате да кажете дека процедурата е прекршена. Значи во склопот на точка за определување на имиња се дава преименување на имиња. Значи мора да го тргнете името на веќе постоечка улица да се стави ново име. И експресно е изменет дневниот ред за наредниот ден, значи за во петокот, каде што оваа е додадена нова точка за преименување, одлука за преименување на улици во градот. И како што може да видите од другиот лист, од другиот документ, советниците се известени за ова предлог, за овие измени во дневниот ред во 15 и 21 во четвртокот. Значи у 3:30 попладне ги известувате советниците дека утре од сабајле имале веќе промена во дневниот ред. Да ве потсетам само дека дневниот ред се утврдува на координативна седница на координаторите на советнички групи, кои што обично се состануваат 10 до 15 дена пред почетокот на седницата. Може да дојде до вакво изменување на дневниот ред, ако станува збор за некоја ургентна работа. Значи дека мора да се смени. Во овој случај не ја гледам митноста зошто да има промена во дневниот ред, а испаѓа дека дури председателот на Советот не знаел дека ќе има измена во дневниот ред, бидејќи самиот дневен ред е изменет, значи во четврток попладне, за во петок савајле на седницата да биде изменет. Тоа е нашата прва забелешка. Поради тоа баравме да биде повлечена точката од дневен ред. Бидејќи во статутот пишува дека 3 дена пред одржување на седницата ние треба да бидеме известени за дневниот ред и за материјалите. Втората наша забелешка, како што реков, и баравме ние образложение од предлагачот зошто улицата Маршал Тито не треба да се вика Маршал Тито. Наместо тоа добивме образложување зошто таа улица треба да се вика ВМРО. Значи, нашето прашање не беше зошто да се вика ВМРО, ние немаме проблем со името. Туку овде пак на некој начин технички или процедурален проблем. Ние прашавме зошто улицата Маршал Тито да не се вика Маршал Тито. Со самото тоа што добивме одговор на друго прашање кој што не беше ни поставено, можеме да заклучиме дека фактички не постои причина поради која треба да дојде промена на името на оваа улица. Кои се вашите причини зошто да не се применува улицата Маршал Тито? Имате ли вие пак став зошто не треба да дојде до применува? Да, сега тоа е па третиот аспект. Само ова да го завршам, ако сакаме да ствараме традиција во културата, во начинот на однесување, односно во живењето на еден град, традиција не се ствара со рестарт копчето. Значи оваа улица се вика вака 60 години и повеќе, веќе тоа е првото име на улицата, сите ја знаат по тоа име, направен некој имидж, да ве потсетам нели на старото Корзо, на баклядите, на дефилињето што се одвиваат таму, значи веќе има некој имидж градот со таа улица и сега треба навистина добра причина да се има зошто да се промени. Ние баравме образложение зошто да се промени.
Традиција во Кочани не можеме да направиме на овој начин, кога ќе преименуваме веќе именувани објекти или улици. Ние дадовме таму предлог. Не знам дали е свесен предлагачот дека со овој предлог прави штета на градот, на името ВМРО, кој што е свето име за секој македонец, и плюс и на низината партија, ВМРО ДПМНЕ. Бидејќи ова улица веќе е имала име Маршал Тито. Значи, фактички сега, како да купувате старо возило, втора употреба на улицата и го менате името. Многу подобро би било да има некој објект, некоја нова улица, булевар, плоштад, било што, и тогаш, како прво име, да и се даде ова име, ВМРО, и значи, од самото раѓање на објектот, сите ќе го знаат дека е тоа името на улицата ВМРО. Значи, промената на името, како промена, е неправилно, а вие сакате да дознаете и за содржината на називот на улицата. Тоа е па третото прашање. Што пречи улицата да се вика Маршал Тито? Кој бил Маршалот Тито? Дали е тој позитивна или негативна личност кога станува збор за Македонија како држава и македонскиот народ како народ? Не би сакал сега да држам часови по историја, меѓутоа само да се подсетиме дека фактички она што идејните творци на ВМРО го замислувале, значи да имаме наша држава, македонскиот народ да биде признаен како посебен народ, да имаме свој јазик, сето тоа тие не успеале да го остварат поради приликите што биле во тоа време. Тоа на некој начин сме го добиле ние македонците од делата баш на тој Маршал Тито, кој што е првиот државник кој што се имал таа моќ да каже дека, нели на тоа заседание што им било таму, да каже дека македонскиот народ е посебен народ, дека ќе се викаме македонци, дека ќе си имаме посебен јазик и дека нашата држава ќе се вика Македонија. Во тоа време Социјалистичка република Македонија, после тоа ги наследуваме истите граници Република Македонија. Добро, можноста да некоја улица во градот го носи името на Маршал Тито, веројатно не е изгубена. Може некоја друга да биде преименувана или од оние кои што немаат име да и биде дадено името Маршал Тито. Проблем ли е тоа? Ние во Кочани велиме од готова вересија. Значи сега веќе имате 60 години, зависи каква традиција веќе е воспоставена, препознатлив белег на градот, 60 години таа улица се вика со едно име, сега и го одзимаме на улицата тоа име, а ќе го ставиме на некоја друга улица. Со тоа фактички се признава дека фактички името како име Маршал Тито не пречи, значи пречи локацијата на улицата. Мислам дека тоа би било доста несериозно ако веќе треба да се вика некоја улица со тоа име, веќе се вика така, се има свое име. А многу пологички, попаметно би било и поубаво за сите нас, некој нов, да не се повторувам сега, нов објект, нова улица, убава, нека биде каква сака, нели, најмодерна, првото име нека и биде ВМРО, со тоа би биле сите горди. Значи, да не рестартираме само сега и ги префрлуваме проблемите од едно на друго место. Добро, нели се создава на некој начин практика во иднина да секој пат кога ќе дојде до промена на власта, тоа беше споменато и на седницата на Советот, кога ќе дојде до промена на локалната власт, да се преименуваат и одредени улици, објекти и институции во... Па јас не знам која е целта на предлагачот, можеби не знам од какви причини го предложи ова, меѓутоа можно е да дојде и до тоа, ама тоа би било доста погубно за нас како македонци, за Кочани како град, бидејќи испаѓа дека фактички не постои градот, не постои државата, туку само партијата која што е на власт. Значи во овој град не постои само припадници на една партија. Ние можеме да имаме различни политички ставови, меѓутоа на прво место треба да ни биде градот, неговата иднина и неговата сегашност на градот Кочани. И мислам дека тоа не би било добро, бидејќи па после може па они сега што се на власт, па пак да го постават истото прашање, што ќе биде после пак како се смена власт. И сега нема да се играме пинг-понг, нели, на неколку години на секој мандати и да си ги менуваме имињата, знамињата или другите символи. Така да мислам ова не би било воопшто добро за жителите на општина Кочани, ако на секоја промена на власта ги менуваме имињата. На тој начин нема да направиме никогаш стабилна држава и традиција некоја. Препознавате ли помалку можеби
идеологија во целата оваа постапка. Иако на седницата беше кажано дека не се работи за идеолошка причина за преименување на улицата Маршал Тито. Значи, како што рековме, ние сме прво против преименување на улица, а ако веќе навлегуваме во содржината на името, идеолошки, јас реков тамо и се обратив на советничката, идеолошки, јас сум многу поблиско до идеите на ВМРО отколку што е таа. Значи, ВМРО не значи ВМРО ДПМН. Да ве подсетам само кои биле водачите, главните учесници на револуцијата од ВМРО. Значи, тоа биле социјалисти, луѓе кои што се залагале за еднаквост помеѓу народите што живеат, значи македонскиот народ со другите, да имаме свој јазик, правда, социјална некаква избалансираност, работникот да биде трудот негов ценет. Сето тоа се постулати од мојата програма. Значи, ако гледаме идеолошки, тие идеи на вистинското ВМРО што било, се поблиски и до идеите на мојата партија на програмата, отколку што е до нивната програма. Меѓутоа, они тоа многу лошо го користат, да не речем го злоупотребуваат самото име и на се што ќе направите различно од нив, тие веднаш го употребуваат тоа име во името на народот, нели? Така да на некој начин сака да го отргнат мислењето на јавноста во погрешен правец. Беше претходно преименуван градскиот плоштад, сега улицата, една од главните улици во Кочани. Значи ли тоа дека конечно е изгубена битката да има некаков објект, институција со називот Маршал Тито? Тоа треба да се грижат сите што се пред се тука во локалната власт. Не само називот на Маршал Тито, туку сите други називи. Парадоксално звучи еве промената на името Иван Серафимов. Значи, кое беше образложението? Претходно било име на празник, па потоа било сменето име на личност. А таа улица требало да биде име на празник. И зато сега враќаме Петровденска. А па тука е било име на личност. Сега па се менува име на организација. Мислам дека тоа е обична збрка, треба да се гледа малку подалеку, тие што го водат градо, ако не го сакаат градо, тогаш ништо не правиме. Изгубена ли битката, би рекол, она кое што вие се залагавте да се задржи постојното име на оваа улица? Ке има ли некакви правни консеквенции? Се залагавме и јас лично од тие причини што реков. Значи и процедурално нема промена, нема потреба од промена. Маршал Тито како личност е позитивен, исклучиво за македонскиот народ. Меѓутоа беше демонстрирана едноставно сила. Така сакаме, така ќе биде, ништо не ни можете. Меѓутоа има и закони за локална самоуправа, ќе се консултираме сега со луѓето што се надлежни за тоа. Во координација со другите субјекти од нашата од опозицијата, мислам дека ќе реагираме на соодветен начин, бидејќи едно е да си на власт, а друго е да работиш законски и правилно. И за крај на овој разговор, не се отворали вратата во иднина да се менуваат и други имиња на институции и објекти кои што се од поблиското минато, бидејќи еве на овој начин се успеа во обидот. На овој начин се покажа дека кој е на власт може да прави што сака. Другите ништо не му можат. Ова е најлош пример што се дава сега за воиднина и на тие други кои ќе бидат некој на власт, било кој, дека како им се сака, така може да менуваат имиња на се. Без разлика какво е името, значи може да се промени, не примаме никакви реакции, ние сме на власт, ќе правиме како што сакате и нема да бидам веќе воопшто изненаден ако уште многу имиња се променат. Ако гледаме како што гледаше предлагачот на ова име, тогаш имаме идеолошки многу полоши имиња во нашиот град и по некоја логика би требало да очекуваме дека и тие ќе се сменат. Имаше едно оправдување од економски причини дека не треба да се прави промената, бидејќи ќе дојде до промена на личните документи на луѓето кои што живеат таму. Може ли и тоа да се смета како едно? Тоа е плюс, тоа е не шлагот на тортата, тоа е јаготката што е на шлагот, значи тоа е минорно во споредба со оваа штета што ја трпиме од претходно кажаното. Секако дека тоа дополнителни трошоци ќе бидат за граѓаните. Нема да има потреба веднаш да се менуваат, меѓутоа во догледно време, кога ќе им истече рокот на
на важност или нови документи кога се прават, секако дека ќе има дополнителни трошоци. Меѓутоа има кој да мисли за тие работи, ако воопшто мисли на джебот на граѓаните на општина Кочани. Благодарам за разговорот. Благодарам и на вас за поканата.